По една година пауза, утре премиера на представата Бракот на Марија Браун во режија на Драгана Таневска. Представата е работена по истоимениот филм на Рајнер Вернер Фасбиндер. Учествуваат 8 актери од Струмичкиот ансамбл. Директорот на Центарот за култура најавува и други представи. Со оваа представа мислам дека влегуваме во програма и се одбележува нашиот патронен празник на градот Струмица, 15 европолски маченици, свештеници, и со тоа ветуваме дека и во иднина ќе во наговес и други театарски представи, како што веќе неколку проби имаме со режисерот Коле Ангеловски. Како раководител на нашата институција, посебна чест ми и јавно сакам да се заблагодарам на сите инволвирани во оваа представа, почнувајќи од нашите сценски работници до сите вработени светломајстори, тонмајстори, режисери, гости, глумци, хигиеничари, без кои потоа медиумски соработници, маркетинг соработници, кои многу придонесоа и ни помогнаа за реализација на оваа представа. Режисерката Таневска вели дека представата ги спротивставува војната како символ на уништувањето и жената како символ на создавањето. Ова е женска приказна за крајот на светската војна и за мирот што следува потоа. Човековата душа не секогаш е во склад со општеството и со промените што следат. Оваа приказна се заснова на два контрапункта, тоа е војната како символ на уништување и жената како символ на создавање. Направивме многу интересен прочит на филмското сценарио на Рајнер Вернер Фасбиндер, Бракот на Марија Браун. Значи, Рајнер е еден култен германски режисер, кој што, на жал, многу ретко се поставува во Македонија. Заправо ова е и втора поставка на негов текст. Насловната улога Марија Браун ја игра актерката Анкица Бенинова. За Бенинова, главната јунакиња е храбра и безкомпромисна жена. Актерот Ников пак го игра нејзиниот сопруг. Вака, јас ќе кажам дека до пред некое време како да не постоевме, како личности, како уметници, но еве сега со помош на новиот ВД директор, со помош на режисерката Драгана, со помош на капацитетот и љубовта кон оваа професија, се вративме повторно таму каде што припаѓаме и не знам, може би звучи глупаво, но како Феникс се трудиме сега до премиера да излеземе на површината, на тие даски за кои што постоиме. Ако не действуваш, ако не креираш, исто како да не постоиш, тоа е мојот мотив за инспирација, за работа. Многу сум благодарна што ја играм насловната улога Марија Браун, една храбра жена, на некој начин и луда, гази се пред себе да успее и да направи да нејната идеја биде изреализирана. Ова е приказна за рушењето на моралните зидови, се во име на голема љубов, и тоа во многу тешки зададени околности, кои што се војна, поздвоена слобода и самотијата во љубов, како некоја проблематика. Таа приказна се раскажува преку Марија Браун, која што сама ги руши тие морални зидови, но се со цел да остане со незиниот сопруг, кој што не е во нејзина близина, но таа го прави тоа сето само за да бидат заедно на некој начин. Од театарот велат дека представата ќе се изведе согласно здравствените протоколи за публика и сите пропишани мерки за заштита од COVID-19.